Почвиме со хадисите што имаме одбрано од Мухаррар ибн Абдул Хади рахимахуллаху таала. Првиот хадис велит имам ибн Абдул Хади рахимахуллаху таала бабул адан, поглавје езанот. Мухаддисините не пишат книги како факихите. Факихите почват што е фик по шеријатска терминологија, што е фик по шеријатска, по јазична и по шеријатска терминологија. Мухаддисините како пишат? Тие одма почват со хадиси. Тие не зборват, не објаснат, затоа ти не можеш да ја најдеш книгата на Мухаррар ибн Абдул Хади рахимахуллаху таала да има шерх долу. Него шерхот кој го прават? После шерхот се изваѓа од учењаците на страна ги објаснет овие хадиси. Иначе тие фикот нивне е во хадисите. Сега, на кој мезхеб, зависи од кој мезхеб е тој алим, е биден. Ако е биден ханефи, книгата негова тој се е редвид по хадисите и го градит фикот на мезхеб Абу Ханифа, ама со хадиси. Не ти објасни тој ово вака, ово така, овде не ти зборви ништо, само хадис пренес од Муавија, посланикот рекол вака и вака. И после другиот хадис, третиот хадис и така. После се прави ова објаснување, како што ќе правиме ние сега. Првиот хадис што ќе го земиме за езанот е хадисот на Муавија ибн Аби Суфјан радијаллаху таала анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. Велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем, муезините ќе бидат на судниот ден со најдолги вратови. Муезините на судниот ден ќе бидат со најдолги вратови. Ќе објасниме што значи тоа. Овој хадис го пренесвит имам Муслим рахимахуллаху таала. Прво методата на мухадисите како се објасни овој хадис, прво зборуваат за сахаби. Кој е биден овој асхаб што го пренесил овој хадис? Муавија ибн Аби Суфјан рахимахуллаху таала. Значи името му е Муавија, синот на Ебу Суфјан рахимахуллаху таала, а куњето му е Ебу Абдуррахман. И овој е биден халифе на муслиманите, владар на муслиманите, и то шестиот поред. Ахаду кутабил вахи. Тој е биден еден од оние што ја пишае објавата. Значи Куранот го пишае кога му на посланикот салаллаху алейхи ва селем му слегвеше Куран, ајети. Муавија ибн Аби Суфјан беше еден од нив што го пише Куранот, како Зейд ибн Сабит радијаллаху таала и други асхаби. Овој Муавија ибн Аби Суфјан прифатил ислам, има два мислења на учењаци. Некој веле дека пред ослободувањето на Мекка. А другото мислење веле дека во ослободувањето на Мекка. Пред ослободувањето на Мекка тие веле дека тој го криел исламот се додека се направи Фетху Мекка. Се додека се отвори пратеникот саллаллаху го отвори Мекка. Кога умрел? Која година? Умрел Муавија ибн Аби Суфјан рахимахуллаху таала во 6-та година по хиџретот. Значи ова е накратко биографијата на Муавија ибн Аби Суфјан радијаллаху таала анху. Што се однесува, што значи тоа? Муезините ќе бидат со најдолги вратови на судниот ден. Првото значење, хадисот значи дека верниците ќе бидат обележани со знак кој ги издвојува од другите. Најдолгите вратови укажуваат на нивна чест и возвишеност. Затоа ќе се разликуваат по луѓето, ќе знаете, овие се муезините. Зашто нивните вратови ќе бидат подолги од другиве луѓе. Ова е првото значење на хадисот. Друго значење, што значи? Ова значи дека тие повеќе копнеат
за милоста на Аллах. Значи повеќе се им фали милоста на Аллах и сака да ја гледат. Едва чекаат да го гледаат наградата за муезинлокот, што го прави во дуњалокот. Најдолгите, значи кон наградата која Аллах субхану таала ми ја ветил, бидејќи желбата ги тера да ги подигнат вратовите. Значи немој да чекат. Немој да чекат за наградата што Аллах субхану таала им ветил ними и затоа креваат да гледат кога Аллах субхану таала ќе почне да ги наградит муезините. Значи ќе бидат со најдолги вратови. Трето значење, овие луѓе се водичи, ќе бидат водичи, лидери. Бидејќи во арапскиот јазик се опишува лидерот како оној со долг врат. Значи тој што е лидер на народот, на кабилето, кај арапите, тие го опишуваат со долг врат, човек со долг врат, така го викаат. Тамам, што укажува на нивната голема награда и углед на судниот ден. Значи судниот ден овие луѓе ќе бидат водичи на луѓето. Затоа ќе ги имаат подолги вратовите. Тамам, овие се три значења на овој хадис што значи. Другиот хадис сега што ќе го земиме е хадисот на Малик ибн al-Huwairith. Малик ибн al-Huwairith рахимахуллаху таала. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. Овој хадис го пренесе Бухари и Муслим на истиот начин од истиот асхаб. Малик ибн Хуаирит рахимахуллаху таала. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, кога ќе дојде време на намазот, некој од вас нека го учит езанот, а најстариот од вас нека ви биде имам. Сега, овде имаме месели, браќа. Дали е подобро човекот да биде муезин или пак имам? Кој има поголема награда, муезинот или имамот? Овде имаме два мислења на учењаците. Зато не брзајте. Два мислења на учењаците. Првото мислење дека муезинот, да бидиш муезин, е подобро и повредно, поголема вредност имат него имамлокот. И ова е мислење на имам Шафии рахимахуллаху таала. Ова е едно мислење на имам Ахмед рахимахуллаху таала. И исто е ова мислење што го имат одбрано Ибн Теймија рахимахуллаху таала. За доказ го земвет хадисот на Муавија што го спомнавме горе. Ова е првиот хадис што го земвет за доказ. Другиот хадис што го земвет за доказ од Ебу Хурейра. Хадисот што пренесе од Ебу Хурейра радијаллаху таала ан, вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем: "Лау ја'ламу ан-насу ма фи ан-нида'i ва саффи al-awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu." Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, ако ја знае луѓево вредноста на езанот и вредноста на првиот ред, првиот саф на џамија, да идеш на намаз. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, ако не може да ја знае вистината, ти ќе се собре, куп ќе се собре, само кој да биде муезин или пак кој да биде на првиот ред. Тогаш редот толку е. Редот 20 души, 30 души. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, ке фрле жреб. Што е жреб, знаете? Ждребка. Ждребка ке фрле, кој да биде на првиот саф и кој да викат езан. Ова е доказот нивен дека муезинлокот е подобар од имамлокот. Зато вели имам Неуви рахимахуллаху таала, овој хадис значи дека ти ако го знае вредноста на езанот и големата награда од страна на Аллах субхану таала и немој да најде друг пат како да стигне до тука, затоа што не ги собери сафот толку е и муезин мора да биде еден, немој сите да викаат езан, ајде сите да се качиме на минаре еден по еден. Со ред да викаме езан, не, мора еден да биде. Тогаш велит ке фрлеш жреб кој да биде муезин и кој да биде на првиот саф. И ова е многу јак доказ.
Добро, второто мислење веле дека имамлокот е подобар. И ова е мислење на ханефиите, маликиите, познато мислење кај маликиите. Значи ханефиите и маликиите мислат дека подобар е да бидиш имам. Зашто? Тие го земвет хадисот на Малик ибн Хуајрис, што го читавме горе. Пратеникот салаллаху алейхи веселем што вели? Нека викате езан еден од вас, некој од вас, тој бил кој. Бил тој знаен, бил тој незнаен, само да ги исполнит условите на муезинлокот и нека бидит муезин. Ама кој да ве водит, кој да ви видит водич, имам акбарукум, најстариот. Овој хадис јас го имам објаснато 30 придобивки на овој хадис Малик ибн Хуајрис. Ако памтите во првите денови кога се вративме од студирање. И кажавме дека кој треба да излеквит имам? Прво нешто е познаен во Куран, после во суннетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем, после ако се во Куран и во суннет, зашто пратеникот салаллаху алейхи веселем му рече ними? Зашто овој бе една група што отидоа кај пратеникот салаллаху алейхи веселем со Малик ибн Хуајрис, бе една група другари негови, отидоа кај пратеникот салаллаху алейхи веселем 20 дена биле кај него. И после кога ги виде пратеникот салаллаху алейхи веселем уче колку што уче, виде дека тие им фали фамилијата. Рече пратеникот салаллаху алейхи веселем вратете ги и учете ги. После кога ќе дојде времето на намазот, вели пратеникот салаллаху алейхи веселем, овој хадис е долг овој. Сега овој е само дел на хадисот. Сега јас го кажувам долгото пренесување. Посланикот рече кога ќе дојде времето на намазот, некој од вас нека учи тезан, а да ви бидит имам поголемиот. Зашто поголемиот? Зашто тие во знаење сите бе исти. Сега се гледаат годините. Зашто тие уче заедно кај пратеникот. Во фих бе исти, во Куран бе исти. И пратеникот рече нека видит имам поголемиот од вас. Значи, муезин мој да видит кој сакат, а имам мора да видит еден што е познаен. Ова е првиот доказ. Што го земе тие дека имамот е подобар. Добро. Вториот, што велет? Што спомна братот? Дека халифите и пратеникот салаллаху алейхи веселем секогаш се биле имами и некогаш не биле муезини. И ова додека умре, тие така продолжуваат. Никогаш не викае езан. И асхабите, халифите и пратеникот салаллаху алейхи веселем не може да одбрат нешто освен она што е повредно и подобро за ними. Сега, кој е најисправното мислење? Најисправното мислење, wallahu алем, е првото мислење, дека муезинот имат поголема вредност од имамлокот. Зашто? Сега ќе спомниме. Затоа што за езанот се дојдени текстови, директно хадиси од пратеникот салаллаху алейхи веселем за големата вредност што го имат муезинот, што не се дојдени за имамлокот. Кој ќе ми донесе еден хадис дека пратеникот салаллаху алейхи веселем вели кој е имам, имат ова награда, како што рече за муезините? Немат. Затоа тие велат дека муезинот имат поголема вредност. Вториот доказ. Езанот е знак за влегувањето на времето. Езанот е знак за влегувањето на времето. И ти да повикуваш луѓево значи да му даеш да ги известиш луѓево дека времето на намазот сега е влезено, нема сумња дека е ова подобро и поголема награда имат. Зашто имамот сега кога ќе дојде од кога е влезено во времето на намазот. Тамам? Третото што веле тие? Што веле дека езанот да бидиш муезин е подобро од имам? Тие веле дека аннал адан акثر مشقة من الإمامة. Да викаш езан и да си редовен во езанот имат поголема тешкотија од да бидиш имам. Зашто? Треба да станеш да одиш пола сат пред другиве на џамија, да ја отвориш џамијата. Саба или рано, ти треба времето на саба, треба да викаш езан 20 минути, ти чекај 15 минути, ти треба да одиш пред то, да чекаш да отвориш џамијата, па да викаш езан, значи да станеш порано од другиве, значи имат поголеми тешкоти. Потешко е за човекот, затоа имат поголема вредност, велите, езанот него да бидиш имам. Имамот ќе дојде кога ќе дојде времето за икаметот. Директно на михраб, Аллаху акбар. Ето. Сега,
Кој е одговорот за оние зашто пратеникот салаллаху алейхи ве селем не бил муезин или пак асхабите не биле муезини? Знаете зашто? Затоа што тие имае голема обавеза во хилафетот, не како овие владарите денеска што спијат и другите му и прават работи. Него тие ова хилафетот го земве како товар за ними. И тие не спие цела ноќ. Затоа велите Омар ибн Хатаб радијаллаху таала анху што вели: "Лау кунту утиqu al-adhana ma'a al-khilafati la adhantu." Ако можев, ако има време, заедно со хилафетот и да можам да викам и езан, ќе викам. Затоа што е поголема вредност имат. Ама нема е време да учат езан затоа што има многу обавези во хилафетот и затоа не вика езан. Другите вика езан, тие само иде во времето на намазот, затоа што сите ќе се сповед во времето на намазот, морат сите да ги остават обавезите и да дојдат. И имамот и другите и муезинаците се на истиот саф. Сватите сега? Зашто имат поголема вредност езанот него имамлокот? И некој имам слушнато или имам читано дека ако беше пратеникот салаллаху алейхи ве селем имам, ако не му одговореше кога ќе викеше езан пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ако учеше езан тој и ти не идеш на намаз, ќе беше опасност за твојот иман, твојата вера. Зашто Аллах вели: "Ја илладина амену истаџибу лиллахи ва лиррасули иза даакум лима юхикум." Овие што верувате, одговорете му на Аллах и на пратеникот салаллаху алейхи ве селем за она што е подобро за вас и покорисно. Ако ти не идеш, кога пратеникот вика езан, ти не идеш кај него? Пратеникот салаллаху алейхи ве селем еден од асхабите, Абу Саид ибн Ма'алла, тој додека клањаше, пратеникот салаллаху алейхи ве селем го викна. И тој не отиде, не му одговори. Зашто? Не дека не сакаше да му одговори, него беше во намаз. Рече намазот или да одам намазот или да одам, рече да клањам намаз. Му даде предност на намазот. Посланикот салаллаху алейхи ве селем кога заврши ово и отиде, му даде селам. И пратеникот му рече: "Ја Абу Саид, зашто не дојде кога те викнав?" Рече: "Ја Расулаллах, клањав." Види што му рече пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Ти него имаш слушнато ајетот на Аллах субхана таала вели кога ве викат Аллах и пратеникот салаллаху алейхи ве селем, одговорете им, одговори му. Мора да оиш. Иако си во намаз, ќе излегнеш од намазот и ќе оиш." Ова се збори за нафиле намаз, нормално, не за обавеза намаз, затоа што предноста на Аллах субхана таала е пред предноста на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, а во нафиле намаз морат да му одговориш. Значи ова е првото меселе што го учивме денеса.